треба лицето да го стегаме, бидејќи е многу згрчено, може да го повредиме, може да дојде до скршеница. Не треба да отвараме уста, да се трудиме да отвориме уста, туку само нежно можеме да го превртиме на страна за да продолжи да дише. Најбитно е да следиме, ако имаме вакво лице, ако се случи некое лице пред вас вака да реагира, најбитно е да видиме колку време. Обично тие напади траат многу кратко, минута, 2 до 3. Меѓутоа, ако е повеќе и видиме дека лицето не ви се буди, не одговара, не се ни трудиме додека се тресе да го будиме или да го прашуваме нешто, чекаме да се смири, меѓутоа после, ако не одговара, во тој случај викаме 194, повикуваме помош од околината, а го чекаме самото лице да се разбуди. Не даваме течности на самото лице, не даваме ништо да пие, чекаме прво да се смири и да се врати. Некогаш може, например, и цел ден, неколку часа да биде во чудна состојба, меѓутоа во тој случај после нападот најубаво е да повикаме 194 или да повикаме некој близок или било кој и да побараме помош. Не знам дали имате видено лице или знаете лице кое што боледува од епилепсија, бидејќи тоа може да биде и наше другарче, може да биде дете од училиште, може да биде дете од школските активности, може да биде од семејството. Немаме. Немате ли во училиште? Како? Дали има некој прашање или може да пуштиме видео да го видите се тоа што го зборуваме? Може? Прво ќе покажеме видео како изгледаат најразлични типови на епилептични напади. Видеото се анимирана верзија, значи прилагодени се на ваша возраст. Големиот напад, ете го како изгледа. Ете го друг вид на епилепсија, кога лицето само за кратко прекинува да се движи толку. Третиот вид може чудни движења. Сите тие да ги препознаеме и да не реагираме, да бидеме смирени. Следното видео што ќе го гледате ќе биде до тоа како всушност треба да реагирате, кои чекори да ги преземете. Да останеме смирени. Ако има нешто во устото, да го завртиме настрана. Да тргнеме очило и се што има по него да не се повреди и се од околината. Да ставиме нешто меко. Да го измериме времето. Да не ставаме в уста и да не го стегаме. Да внимаваме.
И да внимаваме на дишењето и дали има промена на лицето, на боја на кожа. И да чекаме да се освести. Да не го будиме додека има напади, само да внимаваме да измериме колку време и потоа да повикаме 194. Ако е повеќе од 5 минути, ако не се разбуди, ако не знаете што правите, или ако има вода во близина, да повикате итна помош. Може да ги кажеш са накратко што треба да прави. Што имате видео. Дали од прилика ви е јасно што треба да правите, а што не треба да правите ако се наоѓате во друштво на лице кое што во моментот има епилептичен напад? Од прилика ќе говорите. Сега накратко сумирано, само ќе ги повториме. Ве молам да следите внимателно. Што треба и што не треба да се прави. Значи, немојте да бидете исплашени. Завратете го лицето на страна, со цел да му се ослободат дишните патишта. Отстранете ги сите објекти околу лицето кои што можат да го повредат. Ставете нешто меко под главата на лицето. Јавете се на брза помош. 194. Немојте да се обидувате да го поместувате или да го држите лицето. Мерете го времето на трајање на нападот. Останете со лицето додека да се освести. Значи тоа се тие најосновни чекори кои што треба да ги преземете. Нападите некогаш знаат да изгледаат многу драматично. Може да се јави, како што кажа и докторката, лицето да е фокусирано со очите, да изгледа како да не е воопшто свесно, да не реагира воопшто, нити на зборување, нити на повик, на ништо. Може да има пена во устата, може устата да му добие сина боја. Сето тоа не е едноставно за гледање, меѓутоа во тие моменти мора да останете смирени и мора да се обидете, значи да му помогнете на тоа лице. Тоа лице не мора да биде некој непознат што ќе го сретнете на улица. Значи епилепсијата може да се јави на било која возраст, било кога во текот на животот. Мора да знаете како во тие ситуации треба да се справите. Утре може да се работи за ваш другар, за ваш соученик, додека играте фудбал, додека слушате настава, додека сте на голем одмор, на брат, сестра, додека сте сами дома. Тоа што денеска го слушате и го гледате, утре може да ви користи во такви моменти да спасите некому живот. Над 50 милиони луѓе во светот страдаат од епилепсија, од кои 11 милиони се на ваша возраст. Значи бројката е многу голема, затоа е корисно да го слушате и да го гледате тоа денеска и да го одбележиме еве на овој начин со предавање 26 март, што е ден за подигање на свеста за епилепсијата. Некои прашања? Повели? Дали епилепсијата е вродена или може да се добие?
Епилепсијата во некои случаи може да е вродена, меѓутоа може да се добие поради разни заболувања, поради вируси, поради повреди, сообраќајки. Може да се добие во текот на животот, може поради тумори, поради било која причина може да настане во тек на животот, не значи дека лицето мора да биде од раѓање да боледува од епилепсија. Дали излечива или ако се имаш појави до крај на животот ќе биде епилептичар? Не мора да значи дека многу често ќе има напади, тоа изгледа зависи од местото каде што се тие, местото каде што е локализиран причината за нападот. Некои лица имаат многу ретко напади, дури со години немаат, или еднаш или два пати во животот примаат терапија, кај некои лица многу се зачестени и доста често се менува терапијата и најопасно е оној епилептичен статус во кој што лицето влегува и после 30 минути, 35 не се смирува и се и животот загрозувачки. Затоа е многу битно да го мериме времето, ако е повеќе од 2 до 3 минути веднаш да се реагира. Инаку лицата со епилепсија обично доживотно примаат терапија. Меѓутоа се функционираат нормално во животот, како и сите други. Имам слушнато, затоа и прашам дека во пубертет може да се изгуби. Може да немаат напади и со тек на време неврологот, обично ги лекуваат невролозите и може да одлучат ако одреден период немаат напади да се проба да се прекине терапија или да се функционира без терапија и тоа се случува. Сепак прегледи треба да се прави. Редовни, да. Редовни прегледи. Дали некој друг има некој прашање? Дали сте расположени преку прашање да го повториме накратко целото предавање? Или некој сака да каже што треба да правиме, друг ќе каже што не треба да правиме. Јас имам прашање. Ајде. Ако се најдеме во таа ситуација, а сме сами и нема никој околу нас, што да направиме? Ако сме сами, имаме телефон, значи ќе останеме смирени, ќе побараме помош 194 или ќе побараме некој што ни е најблиско или мислиме дека веднаш може да дојде. Ќе внимаваме на лицето, ќе падне лицето, обично паѓаат на земја, ќе расчистиме се околу лицето, ќе се потрудиме нешто да ставиме меко на главата и само ќе следиме, ништо друго не можеме, освен да го завртиме лицето настрана. А што ако на нас, ние сме сами, нема кој да нас да ни помогне? Во тој случај ќе побараме помош. Може и да се случи чисто сама да видиш и да налеташ на лице кое што ќе падне пред тебе, ќе добие епилептичен напад, во тој случај да останеш смирена да побараш помош, да расчистиш се околу лицето, да не се повреди дополнително, да го завртиш на страна и само да гледаш. На друг начин ние не можеме да помогнеме, освен да препознаеме и да побараме стручна помош. Не смееме да му даваме вештачко дишење, не смееме да го стегаме, не треба да го будиме. Лицето обично од кој ќе помине нападот сами се буди. Дали е возможно и на кој начин и лицето само на себе да си помогне? Мислам дека тоа може да се случи да постави прашањето. Може би сум грешка, но самото лице кое што добива напад, на кој начин и дали е возможно да си помогне на себе? Ако е изненаден нападот, не може да си помогне. И ако падне незгодно или нешто може да дојде до повреда. Обично некои лица чувствуваат таа аура, уствари чувствуваат дека нешто се случува со нив и обично тие лица знаат да се стават себе си во некоја сигурна позиција, да, положба. Инаку ако се случи изненадно, не. И уште едно прашање, каде е локализиран најчесто состојбата? Дали е состојба на умот, на мозокот, се извинувам, или некаде во телото? Не во мозокот, тоа е невролошко заболување, меѓутоа локацијата е во мозокот. Што предизвикува таков удар да добие? Што предизвикува да добие таков удар? Како? Кога настанува нападот настанува кога не се пренесуваат сигналите од една на друга. Да, може да бидат разни причини за да настане. Питаш ме зашо може да настане епилепсија? Да, обично доаѓа до прекин на комуникацијата меѓу клетките поради било која причина. Ама обично да кажеме, ако знаеме некој што боледува, јаки светла може да провоцираат,
тие обично што во дискотеки или топките што се вртат, екранските снимки може да провоцираат, ако подолго време лицето е на екран, може да провоцираат напад дополнително. Некој друго прашање? Исправени е само се повеќе прашува. Да. Имаме нормално. случаи тука во училиште пред неколку години, од директорите дека не треба исто да се отвара. Имате случаи со епилептичен напад и Урокот на јазикот. Да. И Ако го завртиме настрана, он самиот ќе се ослободи за да може да диша и полесно ќе се отвори вилица. Инаку ако мораме да реагираме, Да. знам јас бев присутна, што да отворим сега. Да, оние обично се да укочуваат вилица цело тело и укочат и у тој случај се повредуваме и ние и лицето. Ако го завртите настрана, ќе се олабави малку вилицата за да може да се отвори полесно. А инаку голем дел да јазик може да волка. Ќе ни кажеш да нешто ти најблиско си до нас. У кој случај што треба да правиме ако налетаме на лице со епилепсија? Налетаме на лице со епилепсија, треба да го завртиме, да го легнеме настрана, за да може да се освободи устната празнина за да дише. Да не му даваме тешности, да му ставиме нешто под главата, например меко, и некои материјали што може да го повредат, да ги потргнеме настрана. И да мериме време. Да. Супер. Доколку ќе се разбие. Колку обично? Од 2 до 3 минути. Супер. Што не треба да правиме? Ајде? Да не го стиснат. Не треба да го стиснеме. Добро, добро. Да. Да. Да не паничиме. Да повикаме итна помош. Супер. Некој друго прашање? Дали може епилепсијата да се појави изненадно, ако немаме епилепсија претходно, дали може да се појави, например, после кога стареем и кога одраснуваме, дали може да се појави таа болест? Да, може на секоја возраст да се појави. Причината која ќе биде, сигурно ќе треба да се открие, меѓутоа може да се појави на секоја возраст.